Под мотото од децата за децата, трета година поред куќичката на Дедо Мраз ја потикнува хуманоста пред новогодишните празници во Битола. Куќичката се наоѓа во дрвената барака кај саат кулата. Хуманитарната акција започнува денес официјално 24 декември и ќе трае се до 31 декември. Куќичката ќе биде отворена од 10 до 20 часот и во овој термин ги повикуваме сите граѓани да дојдат, да донираат и да бидат хумани. Во куќичката и фабриката на Дедо Мраз, граѓаните можат да донираат облека, играчки, нерасиплива храна и средства за хигиена. Сите собрани средства ќе бидат донирани во 30 социјално загрозени семејства и граѓаните може да бидат сигурни дека ќе стигнат во прави раце средствата и донациите, бидејќи ние лично ќе одиме и ќе ги пренесеме, ќе ги предадеме. Фабриката на Дедо Мраз е лоцирана на широк сокак во поранешниот кафе Бар Феймос. Таму децата ќе имаат можност да присуствуваат на креативни театарски ликовни работилници, како и на работилници за пишување на писма до Дедо Мраз. Во фабриката да потенцирам дека ќе се случуваат едукативни работилници на кои децата ќе имаат можност да научат што е хуманост. Бидејќи пред се, таргет на овој настан не се само социјално загрозените семејства, туку сите семејства и сите деца во градот, дека сите родители треба да работат со децата и да ги научат што е тоа хуманост, бидејќи градот и нината им ги оставаме на овие деца што сега, пред оваа нова година и се надевам пред сите наредни нови години, ќе имаат можност да научат што е хуманост на едукативните работилници во фабриката на Дедо Мраз. Децата во куќичката имаат можност да се запознаат со најсаканиот дедо на цел свет, да разговараат со него, да му ги кажат своите желби, а тој ќе ги поттикне на хуманост и ќе им помогне да разберат како нивното малку за некого е многу. На оние дечиња кои се во помала возраст, да ги слушаат нивните родители, мама, тато, баба и дедо, на оние кои веќе одат на училиште, многу петки, многу здравје и да ги слушаат нивните учителки. Куќичката и фабриката на Дедо Мраз имаат за цел да ја потенцираат магијата и моќта на најсебичноста и споделувањето.